Си продолжуваме со разговор во студио. Колешката Оливера ја пречека доктор Надица Божиновска-Димова, специјалист по ендокринологија во Аџибадем Систина. Добро утро. Светски ден денеска на дијабетесот, пак ќе слушнаме совети и препораки од вас. Добро ви утро. Добре, и повелете, Оливера. Ви благодарам. Навистина, се побрзо растечка е оваа диагноза дијабетис, не само во светот, туку и кај нас. 14 ноември беше денот кога се одбележа светскиот ден на дијабетисот. Токму затоа денес во студио ја поканивме специјалист доктор Надица Божиновска-Димова, која што ќе ни објасни како да ги препознаеме симптомите, како да ги спречиме истите, но и како да ги поддржиме пациентите кои што веќе имаат оваа диагноза, за да им биде полесно функционирањето и живењето. Добро утро, доктор Надица. Добро утро. Драго ми е што следниве минути ќе им објасниме на нашите гледачи малку повеќе околу оваа многу и се побрзо растечка болест, дијабетис, која што не само во светот, статистиката кажува дека и кај нас е распространета. Но првото прашање би било дали тие статистики и вие ги имате и дали и младите веќе, не само возрастните и по возрастните ја имаат оваа диагноза. Прво ви благодарам на поканата. За дијабетесот се зборува многу, меѓутоа како никогаш да не е доволно. Трендот на пораст на дијабетесот во светот за жал го следи и нашата држава. Тој тренд има тенденција уште повеќе да расте во наредните 15-20 години, иако порано дијабетесот се делеше, само уште се дели на повеќе видови, ако порано беа одредени видови специфични за одредена возраст, во денешно време повеќе ништо не важи. Оно што е најраспространено, што порано важеше дека се јавува само кај старите луѓе, односно тип 2 дијабетес, сега може да се јави во апсолутно било која возраст. И навистина поразувачки фактот дека во Македонија се повеќе млади луѓе, не зборам само млади луѓе од нивните 20 и 30, меѓутоа збориме веќе за тинеџери 16-17 години, да, кои што имаат тип 2. Од што? Од која причина се јавува кај оваа најмлада популација? Она што директно можеме да го посочиме како еден од главните виновници секако е начинот на живот. Денешниот живот опфаќа многу малце физичка активност, значи сме генерално инактивни, тоа вклучува цели семејства, вклучувајќи ги и најмалите и децата, вклучува брза храна која што е преполна со високи калории, со многу сол, со многу јаглехидрати, и овој циклус на мала физичка активност, многу храна, висок калории водат кон дебелина, а дебелината потоа води најчесто кон тип 2 дијабетес. Така, се повеќе читаме и сме сведоци дека не само што би ја стекнале оваа состојба на дијабетис, туку правиме нарушување на срцето и на бубрезите и на останатите органи. Како да препознаеме состојбата на дијабетис, како да ги откриеме раните симптоми? Апсолутно, дијабетесот е еден од главните ризици за тие болести кои што ги наведовте. Подмолноста на дијабетесот е дека тој не се чувствува. Кога одреден пациент, одредено лице ќе го почувствува дијабетесот, тогаш е веќе доцна. Оние чести симптоми кои што ги кажуваме, сува уста, зачестено уринирање, умор, се толку генерични да многу често луѓето ги промашуваат во секојдневие, пошто се јавуваат постепено. Повторно зборуваме за тип 2, но е најчестиот, затоа се препорачува редовни прегледи, особено кај оние кои што имаат одреден ризик фактор, како генетска предиспозиција, дебелина, некое друго метаболно нарушување, полицистични јајници кај девојките или жена која што имала дијабетес во бременост. Значи редовни прегледи, практично скрининг, со цел на време да се фати и диагностицира дијабетесот. Така, меѓутоа ние немаме навика како нација, оваа година или овој месец ќе одам ќе испитам дали сум со ризик фактор дијабетис. Превенцијата во Македонија е се уште на ниско ниво, тоа е точно, меѓутоа се обидуваме со вакви емисии, со некои кампањи, едукативни. Апсолутно да го сватат значењето на превенцијата, затоа што една стара поговорка подобро да се спречи отколку да се лечи, и тоа како важи за дијабетесот. Така, кога веќе ќе се откријат тие, како во вашата болница се откриваат тие симптоми, како се испитува Најпрецизно и секако златен стандард за диагноза на дијабетес се лабораториските анализи. Секако се испитува глукоза на гладно, меѓутоа се испитува оној тромесечниот шеќер што е познат кај народот. Врз основа на овие анализи се поставува сомнение или во некој случај диагноза ако се работи за високи бројки. Конкретно ако се работи за нека измеѓу вредност на глукоза на гладно, повторно кај тип 2 го спомнувам, пошто тој е најчестиот, се прави тест со оптоварување со шеќер.
Може со обична крвна слика може да се појави покачено ниво на шеќер во крвта? Може, во тој случај пациентот апсолутно треба да се јави кај ендокринолог или диабетолог со цел да се види што понатаму кој бил правилниот шеќер. Меѓутоа не е само кај вас има, мислам дека синџер еден ендокринолог, офталмолог, така? Апсолутно, кога ќе се постави диагноза за тип 2 диабетес, потребно да се направи скрининг за компликации. Пациентите се праќаат на офталмолог за да се провери каква е мрежницата, ретината. Тоа е поврзано? Да, затоа што најчестите први компликации што се јавуваат кај диабетесот се оние на мрежницата, пошто таму има многу крвни садови кои што го хранат нервот. Меѓутоа преку крв правиме проверка на функција на бубрезите и секако пациентите се испраќаат за кардиолошки преглед. Што можеме да направиме за да го намалиме овој ризик? Здрав начин на живот, веројатно сме многу досадни ние лекарите, меѓутоа редовната физичка активност е една за мене од најелегантни начини за превенција на тип 2 диабетесот, затоа што кога сме физички активни, шеќерот од крвта директно оди во мускулите, тоа значи му даваме одмор на нашиот панкреас, покрај физичката активност здравата храна. Затоа што здравата храна не подразбира само нискокалорична, него храна богата со нутритиенти, со растителни влакна, затоа што понекогаш и луѓе кои што немаат вишок телесна тежина, сепак јадат нездрава храна, може да развијат диабетес. Јас лично познавам луѓе кои што се со нормална тежина имаат диабетес веќе со години. Апсолутно, значи не е дека само оние кои што се обезни имаат диабетес и обратно. Не е дека секој обезен ќе развие диабетес, затоа е потребен да се прави скрининг. Меѓутоа диабетесот не дискриминира, апсолутно представува ризик за цела наша популација. Затоа што во Македонија е многу распространет и практично е ретко да запознаете семејство во кое што бар еден член нема некој вид на диабетес. Колку видови на диабетес постојат? Постојат многу, меѓутоа оние кои што се најчести се 3. Тоа е оној тип 2 диабетес, кој што е над 90% распространет во светот и Македонија, тип 1 диабетес, кој што представува целосен дефицит на инсулински резерви, односно панкреасот се уништува, и диабетес во бременост, кој што во Македонија, бар во нашата болница, се повеќе го диагностицираме. Доста е занемарен, затоа што најчесто после бременоста исчезнува. Меѓутоа, она што сакам да го напоменам денеска е дека кај 2/3 од жените кои што имале диабетес во бременост, постои значителен ризик диабетес да се развие понатаму во животот. И практично овие тестови кои што ги правиме во бременост претставуваат еден вид секако терапија во самата бременост, регулација на диабетесот, меѓутоа и превенција за понатамошна појава на диабетес кај тие жени. А има ризик и плодот да наследи што мајката била заболена? Да, секој кој што има некој член на фамилија блиско генетски. Да, генетски. Тоа е повторно и тип 2 кој што се наследува од колено до колено. Треба да бидат посебно предпазливи ваквите пациенти. И секако во самата бременост мора да се обрнува внимание на гликемиските вредности за да не страда плодот. Па и се прават, мислам, редовно тие самиот матичен гинеколог ги многу почесто некои припремаат пред 5 години тоа. Така. Што е добар прогрес. Да, постојано и за други болести ги спомнуваме физичката активност, здравиот начин на живот, храна. Меѓутоа, што со стресот, кој што е пропратен елемент во буквално сите професии од кои што не можеме да избегаме? Стресот постоел од секогаш. Стресот како ризик фактор ќе постои секогаш, меѓутоа повторно на физичка активност, кога ние сме физички активни, а во телото се намалува и стресот? Да, затоа што во телото се лажат хормони кои што не прават среќни. Тоа значи дека ги намалуваме оние хормони на стрес. Ако хормоните на стрес блокираат функција на инсулинот, отежнуваат гликорегулација и направат подебели, хормоните на среќа ни даваат друга сатисфакција, оние ендорфини кои што многу ги збориме, кои што не само што намалуваат апетит, него ја зголемуваат сензитивноста на клетките. Така да физичката активност ни помага на многу повеќе начини него ли што можеме веројатно се уште да сватиме. Посилна е дури од стресот. Апсолутно. Ќе издоминира. Така, верувам дека ќе имаме поздрава нација и ќе се намали бројката барем кај нас во Македонија на заболени. Имате ли статистика колку луѓе се заболени еве барем во вашата болница? Немаме точна бројка, меѓутоа мислам дека имаме една од повисоките преваленции во Европа за развој на диабетес. Оно што можам да кажам е дека овие млади генерации околу 30 на години, 40 тие декади, што се веќе почнуваат многу посериозно да го сваќаат, затоа што виделе веќе некој во фамилија кој што имал некаква компликација. За мене тој колку и да е мал чекор напред представува еден огромен исчекор, затоа што сметам дека потоа нивните деца би биле малце повеќе свесни и ќе настане голем напредок во општествената свесност, меѓутоа треба време.
треба време. Не е доволно само еден ден, како што е 14 ноември, одбележување и подигнување на свесноста за превенција и заштита од дијабетес. Потребно е секој ден да внимаваме на нашето здравје и да спречиме било каква болест, па дури и дијабетес. Апсолутно, а доколку се случи да се диагностицира, не е тоа крај на свет. Во денешно време постојат модерни терапии кои што го одржуваат квалитетот на живот на нашите пациенти. Само е потребно да не се затвараат очите пред дијабетесот. Ако дојде, да се бориме заедно за да го победиме, ако можеме да го превенираме уште подобро. И да не го сваќаат толку трагично, веројатно. Апсолутно, тој дефинитивно. факт. Да, затоа што дијабетесот во Македонија, голем дел од пациентите кои ќе се диагностицираат имаат тенденција да го стават во позадина. Не доаѓаат на лекар година, 2-3. Меѓутоа, тој период од 2-3 години е круцијален во однос на превенција на компликации и практично зачувување на инсулинските резерви во панкреасот повторно кај тип 2. Колку порано се открие, колку порано се действува на истиот, може да се излечи? Или мора да се живее со него и да се одржува нивото? Кај повеќето случаи од пациентите, дијабетесот се третира, се менаџира со цел тие да имаат добар и квалитетен живот. Постои мал процент на пациенти кои што постигнуваат ремисија, меѓутоа таа во пракса е доста тешка, затоа што опфаќа драконски промени на начинот на живот и некои други постресогени елементи и практично, мора да се стави на кантар како би бил поубав животот, како би се изменаџирал, што е многу важно, затоа што дијабетесот е хронична состојба. Тие одржување на тие драконски мерки би подразбирало хронично одржување на нив, така да секогаш се сведува на разговор со пациентот кој е потенцијалот за ремисија и кој би бил најголемиот бенефит. Ве прашувам затоа што сум слушнала од пријатели дека го сменив начинот на живот, се ставив на некој режим на исхрана и го средив шеќерот. Секако, меѓутоа зависи која фаза од дијабетесот е, колку е малигна таа верзија на дијабетесот и секако зависи со, каква килаџа почнале, какви животни навики, пошто како што кажавте, има луѓе кои што имаат уредна телесна тежина, развиваат дијабетес. Тоа е толку многу индивидуално и баш поради тоа се трудиме да не ги немаме ние генерични пристапи, фиксни диети или некои други работи, него стварно да се види што му треба на пациентот за да го добие. А што јадат најчесто? Што внесуваат во исхраната пациентите со дијабетес? Генерално разновидност, Протеинска? Протеини секако, меѓутоа треба и јаглехидрати. Јаглехидратите не се забранети кај пациентите со дијабетес, меѓутоа едно е ако се изеде како јаглехидрат, пример гравче, тавче, сосема е друго ако се изеде бурек. Меѓутоа тие препораки важат и за нас две и за сите. Здравата храна подразбира разновидна сезонска храна која што секако нема да биде натрупана со јаглехидрати. Меѓутоа јаглехидратите треба да представуваат бар 30% од храната, затоа што нашиот мозок се храни од јаглехидрати. Нема потреба ние да го изгладнуваме, само треба паметно да одбираме. Повеќе салати, сето она што го нуди природата и пазарите во моментов. Апсолутно, зеленчукот е најдобар пријател во секоја временска најдобар сојузник во борба против дијабетесот. Дефинитивно свеж, печен, каков и да е, се разбира, само не пржен. Со многу масноти. А кои методи ги нуди клиничката болница Систина во моментов за спречување и детектирање на оваа состојба на дијабетес? Во Систина се прават сите лабораториски анализи кои што се поврзани со дијагноза на дијабетесот, без разлика дали се тоа обичните глукози, тромесечните шеќери, дали станува збор за процена на инсулински резерви, понатаму дали станува збор за диагностицирање на одредени антитела кои што се јавуваат кај тип 1, буквално сите лабораториски анализи и секако Систина е клиничка болница која што ги има сите медицински гранки, тоа значи дека сме во можност да им пружиме превенција и скрининг за сите компликации од дијабетесот. Постојат некои сензори, паметни уреди, сведоци сме сега на развојот на технологијата, верувам дека постои такво нешто во Систина. Да, значи генерално кај пациентите се повеќе расте желбата за користење на паметна технологија, конкретно сензорите кои што ги спомнавте изгледаат како мали лепенки. Најчесто се носат на раката, тоа се сензори кои што континуирано ги мерат гликемиските вредности, негде над 200 пати, 250 пати во текот на денот и се поврзани со телефон. Практично пациентот, човекот со лицето со дијабетес во секој момент може да погледне на телефонот колку е неговата гликемија, исто така работиме и со инсулински пумпи, кои што се повеќе застапени кај пациентите со тип 1, на кои што континуирано им треба инсулинска поддршка. Тоа зборите за пациентите на кои веќе им е детектирана оваа состојба на дијабетес. Што со здравите пациенти кои што сакаат да дознаат и да спречат евентуално појавување на дијабетес? Дали може со такви сензори да дојдат да испитаат? Обично преферираме
двојна постапка. Првата е лабораториски, да видиме конкретно на што сме, а со сензорите добиваат многу повеќе информации што се чувствува во текот на денот и често се многу изненадени. Затоа што кога некој ќе јаде бурек, нормално е дека 1 час после јадењето шеќерот ќе се крене. Или торта. Да, многу повеќе него ли што некогаш помислувале, и мислам дека тоа малце ги освестува во однос на изборот на храна и физичката активност, пошто гледаат практично на дело што се случува со телото. Сега е период на слави, помрсна храна ќе се јаде, иако се денови на постење. Како и да е, треба да се внимава во секој поглед и во секој период од годината, не само секој ден, како што кажеш, не само на 14 ноември как светскиот ден, меѓутоа секој ден дијабетесот не демне од секој ќоше секој ден и чека само мала слабост на телото за да нападне. Така, во чест на одбележување на овој 14 ноември, која ќе биде главната препорака што ќе ми ја кажеме на нашите гледачи? Да не се плашат од дијабетесот, да не се плашат да се прегледуваат, затоа што превенцијата или навременото дијагностицирање во буквална смисла значат живот во денешно време. Така, еве, ако не денес, од понеделник, нека си стават некоја цел, некој потсетник, дека треба да се испита барем еднаш годишно. Доволна ли е? Во зависност од тоа дали некој има одреден ризик фактор. Ако има одреден ризик фактор, 2 до 3 пати годишно да се провери глукоза на гладно, воопшто не е на одмет, не е ништо комплицирано. Ако нема ризик фактор, во смисол дебелина, генетска предиспозиција, може еднаш годишно, затоа се оние систематски прегледи. Многу ми навелат, имам многу потреба од сладко, од благо. Дали тоа е еден од оние симптоми што треба да не асоцираат дека можеби треба да се провериме? Некогаш да, кога имаме зголемено лачење на инсулин во телото како некоја предфаза на тип 2 дијабетес, луѓето имаат повеќе потреба од благо затоа што им се излачува многу инсулин и ги прави повеќе гладни. Тоа исто така може да се детектира со оној тест на оптоварување кој што го зборевме. Практично да го фатиме дијабетесот што пред да се појави како нарушено ниво на глукоза во крвта. Така, имате одлични уреди, одлична технологија на нашите гледачи. Само ќе препорачаме да ве побараат и да добијат, ако ништо друго, барем совет за сето она што понатаму ќе следи. Ви благодарам, докторке, што бевте дел од утринската програма на Алфа. Благодарам и јас, одлична секогаш доктор Надица со своите совети. Секој добро посакувам, па се гледаме повторно. Фала ви.